Добар ден, Мицки. Добар ден, Чорбаджија. Како си ми? Арно, арно. Татко? Стигна, Керко? Јас стигнав туку, што правиш ти уште дома? Нели треба да се во мејаната? Треба, Керко, треба. Никогаш олку доста не сум отворил. Туку, ајде, подај ми го палтото, па да одам. Ајде. А Чорбаджијата? Што бараше тој? Никогаш нема тој додено тука? Беше дојден на муавет, Керко. Каков муавет, татко? Радувај се, Керко, радувај се. Ајде бе, Љубе! Чекај бе! Ајде побрзо. Помогни ми, ајде. Полека само, ниско. Чекај. Опа. Од таму. Ајде се за дрвото. Никого не гледам. Ниту јас. Каква Белја не снајде. Белја си баравме, тоа и не снајде. Тоа е, брат. Некогаш оди работата, некогаш не. И што да правиме сега, брате? Ништо. Ноќва ќе ја поминеме на дрвово. Да не случајно се скриени тука некаде. А и да има некој до зајди сонце, врти сучи, ќе си замине. Ајде ти, одмори, спи малку. А јас ќе чувам стража. После ќе те будам. Само држи се цврсто. Лескај. Господи, дај ми сила и глас да кажам што мислам. Уште не спиеш, Керко. Око не можам да склопам. Татко, Што е? за ова со Чорбаджијата. Тоа е завршена работа. Фала му на Бога. Ама татко, јас... Чут! Ти реков, мојот збор е последен. Јасно? Татко, Добро утро. добро утро. Татко, цела ноќ не сум спиела. Аман, татко, има и душа, немој да ме даваш на... Да беше жива мајка ти. Можеше да те научи за кои работи можеш да зборуваш со татко ти, а за кои не. Срам да ти е. Има да правиш така како што јас ќе речам. Отидиче ми е срам да те исправам на улица. А сега ти размисли што сакаш. Ајде, отидов јас во мејаната. Со здравие. Господи, што да правам? Дај ми ум, Господи, дај ми ум. Мислиш дека нема никој? Нема. Ајде да се симнува. Брат, јас не можам веќе. Мислев и порано, ама сега конечно решив дека јас со Арамилук веќе нема да се занимавам. Готово. Оти бе, да не ти се здосади. Многу е мачно, бе, брат. Знам бе, брат. Не бркаат, не разбркуваат, а и не се исплати доволно за макава. Вртиме по некоја пара, да, ама не се исплаќа доволно. И јас мислам исто така. Ама и не е само тоа. Се сетив на нешто многу добро. Што, кажувај. Кажувај само да се ратисам од Арамилуков.
Не знам дали ќе се ратисаме од Арамилуков, ама... Љубе, брате, знаеш, дека на луѓето можеш се да им украдеш. Можеш да. Ама затоа можеш и се да им продадеш. Ништо не те разбирам. Синоќа се думав и смислив. Што? Си велам да продаваме нешто што не се гледа. Како да продаваме нешто што не се гледа? Јас никогаш не би купил нешто што не се гледа. Зошто би го купувал? Зашто сакаш да го имаш, љубе? Коца, јас ништо тебе не те разбирам. Умот, љубе, умот. Што умот, коце, што? Не се гледа, а сите сакаат да го имаат. Главата шашма ми ја направи. Кажи убаво што имаш да кажеш и готово. Хајде, љубе, да одиме во она селоно и таму да им продаваме на луѓето ум. Леле, абе кажи ми одма што имаш да ми кажеш и готово. Клапчо, јас и ти како Арами, добро, сега јас повеќе од што ти. Значи, сноодливи сме, имаме ум, така? Ама како? И ќе најдеме во селото некои луѓе. Брате, спремен си? Јас уште не знам што правим. Само верувај ми на мене. И ајде, викај гласно како што ти кажав. Народе, чуј и почуј. Абе, погласно? Продаваме ум намерење! Народе, чуј и почуј! Продаваме ум намерење! Како? Што продавате? Ум продаваме. Не знаев дека тоа се продавало. Ајде, влезете. Веднаш ќе дојдам. Ти реков дека ќе има муштери. Ајде. Рече. Велиш, ум продавате, а? А јас кутрата се чудам што да правам. Голема мака имам. Како може ваква убава девојка како тебе да има мака? За секоја мака е потребен само малку ум. И веднаш ќе ти се отворат очите и ќе знаеш како да се справиш со неа. А вашиот ум, мислам умот што го продавате, како работи? Дали се пие ли, се јаде ли? Како делува? Тоа прво треба да платиш, потоа ќе ти откриеме. Аман бре, Да, и тоа е многу скап. колку многу? Не прашувај, не е за тебе. Оти да не е за мене. Девојко, а зашто ти е тебе ум? Еве ќе ви кажам. Татко сака да ме омажи за еден старец. Само поради тоа што тој е богат чорбаджија. И еве сега јас се мислам како да се спасам. Чекај. А ти мерак на друго момче имаш ли? Не. Само се мислам дали да се омажам за старецот или да одам врека. Не зборувај сега така, девојко. Да, затоа ве молам да ми дадете малку ум, за да видам што да правам. Никако. Тебе ум не ти треба. Јас ќе ти кажам. Немој да одиш врека. Дали врека или в постела со старецот? Мислам дека првото побрзо ќе заврши. А да ни кажеш ти, кај е татко ти? Па ние двајцата да го најдеме и да му понудиме од она што го продаваме. Чекај. А татко ти дали има пари? Има, затоа и се мислам зошто сака да ме омажи за чорбаджијата. Керка единица сум му. Негова е Меаната. Меаната? Да. Тогаш јас и Коце ќе одиме таму. А ти ич да не се секираш. Ќе завршиме работа. Каде е Меаната? Онде кај чешмана. Кај чешмана лево па нагоре. Таму е тој. Ич да не се секираш. Добро, тогаш ние да одиме. Остани ни со здравје. Хајде, со здравје и вие. Ајде. Хај, Господи, чудо ми прати. Така. Ти нешто многу ми се разборе, брате. Ми падна жал за девојката. Те видов јас ти светна оченцата на тебе, кога јас догледа. Е, добро да. Ама добро, види. Таа ни донесе среќа, ни кажа кои се чорбаджиите. И сега? Сега ќе одиме, ќе се сретнеме со нив и ќе им продаваме ум за многу убави пари. И како кога умот го немаме?
Ти го немаш, љубе. Како ти пукна ова тиквево, мора да е празно. Јас тебе, брат, ништо не те разбирам. Ти само слушај ме мене, брате. А мислиш ли дека ќе ја спасиме девојката? Види како му се вцрвенија образите. Доста бе! Море, блазе си му, цел живот на пари спие, ден не поработил. О, фала ти Боже, што е бендисува керка ми. Бујрум, чорбаджи, бујрум, бујрум, бујрум. Фала, фала. Донеси ни по една ракија. Бива! Менџи, леп донеси. Веднаш! Бујрум, бујрум, бујрум. Јанџи. Кој е овој човек што седи тука? Вака некако на голем чорбаджија ми се гледа. Така ти е тоа кога ќе те дарува Господ. Ден нема поработено, а пари и злато има колку што ќе посака. Многу арно што ми го кажа ова. Оти... Ние имаме нешто многу вредно, што сакаме да го продадеме. Бре, а што е тоа? Тоа е само за луѓе што можат да го платат. Плаќање не е проблем. Имам пари. Имам пари за се што треба да се плати. Менџи, донеси уште троле. Веднаш, чорбаджи. Не терам мајпар. Не? Коце, што правиш? Добро, ти можеш да го размрдаш малку тоа умот и да престанеш да ме прашуваш што правам? Ајде, станувай. Си одиме. Чекај. Нели требаше да го преубедиме таткој? По мене. Бујрум, лево, чорбаджи. Овие двајца замина, а? Замина. Менџи, кој беа тие? А не ти кажува ништо, а? Не. Не знам кои се. Велат дека продавале нешто многу вредно, ама дека не можеле да го продадат отичинало многу пари и не сме можеле да го купиме. Ама, бре, Менџи. Ама никако не дознав што е тоа толку вредно што не можеме да го платиме. Менџи, само јас можам сето тоа да го платам. Чорбаджи. Мицка, како ми е? Мицка. Епа, чорбаджи, срам, не срам, ќе ти кажем. Од вчера само за тебе зборува. Чорбаджијата ова, чорбаджијата она. Татко суми, ама се ми кажува, се. Ами што ме е таква работата да дојдам да ја побарам? Портата ќе ти биде ширум отворена. Фала ти. Еј. Фала, Менџи. Фала ти. Абе, брате, ние што направивме? Ништо не продадовме. Чабе. Не продадовме, ама ја пуштивме мувата. Која мува, бе? Мувата, бе, љубе? Ти влегува во главата и не ти излегува. Јас тебе ништо не те разбирам. Така и си мислев, љубе. Туку, брате, мене очите ми се затвораат за спиење. Цела вечер се ококорив на она дрвоно. Види го местенцево, брате. Ајде, брате, те молам некако да одмориме малку ние, а? Да дремнеме, што велиш? Ајде. Бате. Бате, спиеш?
Излези, девојко! Излези, девојко! Девојко! Кој е? По мене некој вика? Јас сум. А ти си со умот. Што сакаш? Дојдов да видам дали си тука. Многу ме фати страв кога рече дека ќе одиш во реката. Ако немаш лек за маката моја, тогаш оставиме. Имам. Бевме во меаната. Чекај ме кај чешмата. Таму ќе ми раскажеш. Ајде се гледаме таму. Ајде. Го најдовте ли, татко? Го најдовме. И? Мислам дека сака да купи. Ништо. Душата ми кажува дека нема да биде ова наарно. Не, јас нема да дозволам да се омажиш за стариот чорбаџија. Мицке, што правиш ти тука? Татко, еве, дојдов воздух да ме фати малце. Ајде да се спастри куќата. Да се почне веднаш. Од утре ќе дојде чорбаџијата да те побара. Ама ајде, што дремеш? Ти кажав што треба да се работи. Ајде. Коце, станувај побрзо. Што е, бе, Љубе? Станувај. Што се случува, бе, Љубе? Девојката мораме да ја спасиме. Утре вечер ќе ја дадат на стариот чорбаџија. Ајде. Абе, ме уплаши. Ајде, што ме гледаш, тргнувај. Брате, се надевам дека ти знаеш што правиш. Ама тебе ти летна паметот понаа, девојка. На ништо друго не мислиш. Не можам да мислам, се додека Додека што? додека не биде моја. Ај! Брате, што зборуваш ти? Сега ќе видиш брат ти за што се е способен кога е вака наспан. Јас одам во меаната, а ти прави како што ти кажав. Изгледа овие двајца не го нашле татка. А тамам мислев дека Господ ќе ми поможи. Не ми останува ништо друго освен да се отепам. Ти? Да, јас. И? Има нешто ново? Го убедивте татка да купи од думат? Сега еве го купува. Не верувам. А ти? Кај си тргнала вака? Јас тргнав да се отепам. Нема повеќе живот за мене. Не зборувај така, девојко. Јас дојдов да ти кажам нешто. А ако ме послушаш, се ќе биде во ред. Ајде, влези. Влези да не зборуваме тука. Меанџи! Вие сте. Ами, кај заминавте вчера? Кај отидовте така одеднаш, а? Имаме многу муштери за тоа што го продаваме, па мораше за брзо да одиме. Уште не ми кажа што продавате. Бујрум, чорбаџи, бујрум, повели седни. Фала ти, Меанџи. Уште е рано да ти викам, зете. Ќе причекаш до вечера. Ово е момчето од вчера. Да. Тоа е, а? Епа, вака момче. Нешто со Меанџијава се муабетевме и... Кажи ми ти мене, што продавате, момче? Ум. Да, продаваме ум. Ма тој не е за секого. И е многу скап. Беја работа. Ум да се продава. Абре, Машко, да не си играш ти мајтап со нас?
Во оваа тревка го има целиот ум на светот. А расте само еднаш годишно на највисоките планини. И морам да ви кажам дека е многу, многу ретка. На времето, царевите ги испраќале своите најдобри луѓе токму по оваа тревка. Аман, бре. И самите ја пиеле. Затоа и владееле. Отимале многу, многу ум. Токму од неа. Додуша, јас не знам зошто ви го кажувам ова. Тревката е веќе продадена. Џабе. Продадена. Како? Кому? На еден човек што има пари да ја плати. Колку е? 15.000 алтани. Бре, момче, бе, тоа е многу пари. 15 не, многу е, тоа многу е. Дури и малку е за вредноста. Човек што се може со умот да направи, со ништо друго не може. 15.000 алтани. Не, момче, 15.000 алтари многу се. Може би за вас се многу. Ама може да се подели. Ако се подели тревката, со умот ќе се поделат и парите. Чекай. Ти мислиш дека јас и меанџијата да ја поделим по половина тревката, да? Да. Може би, ум нема да ни недостасува. Да. Ама, што е многу, многу е. Многу е. Како сакате. И онака ова е веќе продадена. Ќе мора да чекате до следната година. Да израсне, да ја обереме, па да ви ја донесеме. Бате! Што зборуваш, бе? Што е, момче? Човекот што требаше да ја купи, умрел. Бог душа да му прости. Види, овој вака, јас мислам вака да направим. Значи, јас и меанџијата ќе ја земеме тревката по половина. Ама за 10.000 алтани оти види, момче, 15.000 алтани, многу се, многу се. Еве, јас и меанџијата по 5.000 алтани, бидува така. Сега ме фаќате во небрано. Да не умреше човекот, нему ќе му ја дадев, за него ја чував. Ама сега, кога е веќе вака... Ајде, бидува. Ајде, нека... Чек. Не, прво ќе пробаме, па ќе платиме. Бива, бе. Бидува? Бидува. Мене тревката никогаш досега ме нема изневерено. Сите се презадоволни. Абе, бидува. Бидува. Да ја видиме. Момче, отвори. Исти се? Исти. Исти се. Сега за многу кратко умот ќе ви се јави. Цел век ви велам ќе ме благословуват. Господ здравето ти даде, момче. Епа. Меанџи! Мајтап. Еј. Слушай, момче, ти може би ќе сакаш да дојдеш со мене, ама јас нема да ти платам се додека не проработи умот. Јас за тоа ич не се секирам. Кај да е, ќе слушнеш глас од умот. Викаш? Да, Ајде баш да видиме. Од умот, а? да. Чорбаџио! Немој да се жениш! Момата е арна. Што? Ама тебе, женачката не ти е судена. Ај, А ако се ожениш, пара в куќи нема да заврти. леле, Што ти е, бе, чорбаџи? момче, а како да ми проработи умот мене?
И што ти кажа? Како да ти речам? Ајде бе, тоа не е твоја работа. Тој допрва ќе зборува. Велиш? Да. Ами ако е така, тогаш јас да ти платам, иако ич пари не ми се даваат. За ум мора да се плати. Викаш? Да. Еми ако е така, еве. О, Господи, што направив? Изгледа џаве си ги фрлив алтаните. Како? Што правиш ти тука? Сакав да те видам, татко. Да дојдем еднаш во Меанава, пред да се омажам за чорбаџијата. Меанџио, бре, Меанџио. Ако ја дадеш керка ти на чорбаџијата, ти утредента ќе умреш. За да поживееш долго и да имаш век, треба да ја дадеш керка ти на првиот што ќе влезе во Меанава. Го слушна ли ова? Кој е, татко? Ништо не слушнав? Изгледа дека тревката проработила. И тоа си го слушам умот. Аман, татко, што зборуваш? Велам дека нема да се омажи за чорбаџијата. Извади си ја таа работа од думот. Не ја бидува таа работа. Ама, татко, како ти... Чут! Јас сум ти татко и ќе биде така јас како што ќе речам. Еве сега решавам да те омажам за првиот што ќе влезе во меаната. Еве, за него ќе се омажиш. Брате, ти благодарам. Да не беше ти и твојава ујдурма со умот, кој знае каде ќе ни беше крајот сега. Ти да си ми жив, брате, што токму на оваа девојка окото и го фрли. А таа ти донесе среќа, а нас по 5000 алтани. Вие да сте живи и здрави, Господ да ве благослови. Да не бевте вие, јас досега ќе бев оттепана. Ајде, доста не зборувај сега така. Така е, ма сега ми е убава на душичката. Не можам доволно да ви се заблагодарам за работата, за умот што ми го продадовте. Колку многу работа ми заврши. Ајде да наздравиме. Ајде. На здравје за младенците и за умот сите нас уште долго да не служи. Ајде да се живи и здрави. Амин. Амин.